Вести на Канал 8. Добар ден. Започна изградбата на бетонските жардиниери на улиците Никола Карев и Теодосија Паунов во Кочани. Инвестицијата е на локалната самоуправа, за што ќе се потрошат околу 30.000 евра. Општина Кочани ја започна реализацијата на проектот за изградба на жардиниери за разделно зеленило на улиците Никола Карев и Теодосија Паунов. Механизација и работници на изведувачот Прима Градба од Штип реализираат ископување на земјата и ги поставуваат армирано-бетонските монтажни елементи за жардиниери на потегот од основниот суд до автобуската станица во Кочани. Жардиниерите ќе го заменат сегашното минимално разделно зеленило, при што претходно беше отстранета металната ограда во должина од 720 метри. Според склучениот договор, градежните работи се очекува да завршат во рок од 6 месеци. За овој проект се наменети 1.800.000 денари средства од општинскиот буџет. Хортикултурното уредување и начинот на наводнување на зеленилото понатаму ќе биде грижа и обврска на комуналното јавно претпријатие Водовод. Заев порано бараше, сега бега од дебата со Мицковски. Ке им го објасниме на граѓаните штетниот договор на владата предводена од Заев и последиците кои произлегуваат од него, рече на прес во Кочани генералниот секретар на ВМРО ДПМНЕ Игор Јанушев. Генералниот секретар на ВМРО ДПМНЕ Игор Јанушев во посета на Кочани како дел, односно продолжување на активноста што ја започна пред неколку месеци, работни средбини из Македонија и континуирани посети на општинските и местните комитети на партијата, како и средби со граѓани, обидувајќи се, како што рече, да им го објаснат на граѓаните договорот кој што го потпиша владата предводена од Зоран Заев и штетните последици кои произлегуваат од него. Неколку работи се интересни од тоа што го добиваме како информација од граѓаните. А пред се дека освен штетните последици од договорот, дека граѓаните исто така се многу заинтересирани да разговарат и за реалните проблеми кои што ги тиштат. Секојдневието, тешката живеачка кои што ја имаат, сите криминали кои што ги гледаат од страна на власта. Она што е исто така интересно е три работи поврзани со штетниот договор. Интересно е доста она што Заев бега од дебата, а во изминатите неколку години цело време слушавме како бараше да има дебата, како бараше да има разговори, како бараше да има соочувања пред се на лидерите на политичките партии, а во овој момент кога доби отворен повик од председателот Мицковски, истиот бега и не сака да прифати дебатата. Сега тука прашањето главно кој што се наметнува е зошто не сака да прифати дебатата. Не сака да прифати дебатата бидејќи нема одговор на сите оние штетни последици кои што како партија, како ВМРО ДПМНЕ ги нотираме пред сите граѓани во Република Македонија. Губењето на идентитетот, губењето на институционалниот идентитет, промената на сите идентитетски одредници, фамозниот член 8 и се она што во многу наврати сме го зборувале како огромни, штетни и непоправливи последици кои што ќе предизвикаат сериозна криза и сериозни проблеми во нашата држава. Вториот сегмент кој е доста интересен се однесува на видеото кој што го видовме пред некој ден од говорот на Заев, а се однесува на овака буквално нудење на подкуп преку приватните фирми до гласачите. Па еве ќе упатиме едно прашање, зошто доколку ако се сигурни како што тврдат дека ќе имаат успешен референдум, е потребно да ги подкупуваат гласачите и тоа така јавно и недвосмислено да го говори токму премиерот на една држава за која што барем тој како што вели треба да биде европска држава, да биде држава која што се темели, која што се базира на европските вредности. Исто така е доста интересно дали јавното обвинителство конечно ќе се одважи да постапува по однос на овој предмет, каде што јасно, недвосмислено, прецизно и концизно го слушнавме Заев, значи како повикува буквално сите фирми да понудат подкуп за со тоа да ги мотивираат граѓаните да излезат на овој референдум. Јанушев од Кочани порача дека како ВМРО ДПМНЕ не се плашат и дека со сите закани и уцени само допринесуваат да бидат пообединети и да се спротистават на, како што рече, штетниот капитулантски договор, заврши Јанушев.
Објавен јавниот повик на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, чии средства се наменети за подигнати повеќе годишни лозови и овошни насади, повеќе годишни ароматични растенија и медоносна флора на нови површини. Набавка на добиток во периодот од 1 до 30 септември 2017 и од 1 јануари до 30 септември 2018 година. Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој објави јавен повик за доставување барања за исплата на средства од програмата за финансиска подршка на руралниот развој за 2018 година. Предмет на огласот е доделување на финансиска подршка за мерката 121 инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства. Се однесува на вториот дел од огласот за ново подигнати повеќегодишни лозови и овошни насади, како и ароматични насади и насади со медоносна флора. Тоа е првиот дел од овој оглас, а вториот дел се однесува за набавка на приплодни грла, добиток од увоз или со потекло од познати организации, во кои што спаѓаат овде набавени приплодни грла, овци, кози, потоа оригинали или хибриди машки приплодни и женски приплодни грла од свињи, нерези и назимки. Значи, ова е, како што реков, вториот оглас, кој што ги опфаќа во период од 1 јануари до 30 септември сите подигнати нови лозови или овошни насади во овој период набавени приплодни грла. И исто така има период за набавени приплодни грла од 1 септември до 30 септември од 2017 година. Значи, во овој период секој оној кој што подигнал ваков насад или набавил вакви приплодни грла може да се јават кај нас во агенцијата за поднесување барања за враќање на средствата, почнувајќи од 50%, па во зависност од одредени услови може да оди до 75%. Огласот трае до 30 септември 2018 година, а Захариев ги потенцираше потребните документи кои што треба да се приложат при поднесување на барањата. Фактурите или сметкопотврдите од каде што се набавени, од каде што е набавен садниот материјал, потоа решение за запишување во единствениот фарм регистер, фискална сметка или налог за плаќање, како што е извршено плаќањето, уверението за сортна чистота, извештај од хемиска почвена анализа, царинска декларација, договор за образец за договор кој што всушност ние ќе го издадеме, а земјоделецот го подпишува, имотен лист и копија или број на парцелата внесена во електронското уцртување во Министерството за земјоделие, така наречен ЕЛПИС. Сето ова земјоделецот треба да го донесе во Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, подршна единица Кочани, од каде електронски се аплицира, пошто земјоделецот стекнува право за повраток на тие средства предвидени по програмата. Општина Кочани објави јавен оглас за избор на најуспешен земјоделец производител на ориз во општината. Право на учество имаат сите физички лица, како и регистрирани земјоделски производители. Пријавувањето на огласот е до понеделник, 17 септември. Општина Кочани објави јавен оглас за избор на најуспешен земјоделец производител на ориз во општината, што е во рамки на манифестацијата Денови на кочанскиот ориз. Право на учество во постапката за доделување на награда имаат сите физички лица кои се жители на општината, како и регистрирани земјоделски производители. Покрај општите, кандидатите мора да ги исполнуваат и задолжителните критериуми за учество во огласот. Предвид ке се земат и количината на продадена арпа, поседувањето на земјоделски површини, значајни остварување во областа на земјоделството, како и остварените приходи на земјоделецот за минатата година. Изборот на најуспешен земјоделец ќе го спроведе комисијата формирана од општината преку бодување во зависност од исполнувањето на дадените критериуми. Наградата е парична и изнесува 60.000 денари, а ја доделува градоначалникот на општина Кочани по предлог на организациониот одбор, согласно со изготвената ранг листа од стручната комисија.
Пеувањето за огласот трае до понеделник 17 септември. Караванот на фестивалот на поезија за деца стихувалки стигна и во Кочани. Во салата на мултикултурниот центар беа прочитани најдобрите творби кои влегоа во збирката на поетски творби под истиот наслов, меѓу кои се најдоа и творбите на две наши сограѓанки, Марина Гоцевска и Јованка Евтимова. Целта на фестивалот е потикнување на авторите да пишуваат поезија за деца. Караванот на фестивалот на поезија за деца стихувалки 2018 стигна и во Кочани. Пред кочанската публика представени песните кои се собрани во збирката на поетски творби стихувалки, а во која учествуваат и две наши сограѓанки, Марина Гоцевска и Јованка Евтимова. Нивните песни припаднаа во групата на 49 најдобри кои се дел од оваа стихувалка. Освен песните за двете кочанки кои се дел од збирката, Марина Гоцевска влезе и во финалето на фестивалот и се најде меѓу најдобрите 25 од сите пријавени за учество. Голема чест и задоволство ми е што караванот пристигна и во Кочани и благодарам на госпоѓа Елима Казлиева и на организаторите кои што ни го возможија тоа. Исто така сум срекна што сум во збирката на стихувалки и уште поголема среќа ми е што сум во финале. Се надевам и на многу повеќе, например на победа. Се надевам дека граѓаните ќе имаат можност да ги слушнат песничките на мене и на госпоја Јованка Евтимова, која исто така е застапена во збирката стихувалки. Голема благодарност до авторот на овој и идејата за големиот проект на госпојата Елима Казлиева. Чест ми е и задоволство да бидам дел од авторите во оваа стихувалка. Навистина сум срекна. Поводот за ова пишување, за овие стихови кои се наоѓаат во стихувалката, инспирација ми беа дечињата. Јас работам со деца во градинка со дечиња од средна група, од 4 до 5 годишна возраст, па тие ми беа најголемиот повод и најголемата инспирација за да можам да дадам удел за оваа стихувалка. Фестивалот и воопшто проектот Стихувалки 2018 за прв пат се организира во Македонија и беше одобрен и влезе во националната програма на Министерството за култура. Истиот најде на добар одзив од страна на поетите, а автор на проектот е Елима Казлиева и издавачката куќа Едука Мак. Идејата потекна од тоа што во Македонија многу малку имавме автори кои пишуваат поезија за деца. Тоа значи дека ние бевме постојано во потрага по автори. Со овој проект ние овозможивме да се пријават на конкурсот и афирмирани и неафирмирани поети, дадовме можност и на младите поети кои што сакаат да пишуваат да се јават на конкурсот, а исто така дадовме можност и на тие луѓе кои што работат со децата, се креативни и знаат да напишат песничка, кои што ја познаваат психата на детето, кои што знаат што треба и како треба детето да научи песничка и тие да напишат, и затоа имавме на конкурсот пријавено преку 80 автори, од кои што избравме, жири комисијата избра 49 кои влегува во оваа збирка, песни, поезија, но од тие 49 се избраа 25 кои што претендираат за наградите прва, втора и трета награда, кои што се парични и плакети. Завршната манифестација ќе се одржи во Скопје на денот на учителот 5 октомври, а до тогаш течат фазите на проектот. Од март започна караванот на стихувалки, кој значи и промотивна активност во повеќе градови во Република Македонија. На таа активност има можност и публиката да гласа за најдобрата поетска творба, со што ќе помогне на жири комисијата на крајот да се изберат трите најдобри од 25 кои влегоа во потесниот круг, односно во финале. Меѓу тие 25 е влезена и Марина Гоцевска од Кочани, која на 5 октомври ќе се бори за победничкото прво место. Маказлиева рече дека и следната година се надева дека Министерството за култура повторно ќе го одобри проектот Стихувалки и повторно ќе се трага по нови автори кои пишуваат поезија за деца. Освен читањето на поетските творби од збирката, за забавниот дел на промотивната активност се погрижија децата од јазичниот центар Амичи, кои настапија пред многобројната публика. Екипа од ученици, членови на ЕКО-одборот на училиштето Свети Кирил и Методи в сабота 15 септември 2018 со почеток во 10 часот ќе се вклучи во акцијата за расчистување на околината од отпад.
На овој начин, училиштето ќе биде дел од меѓународната акција во која ќе учествуваат најразлични организации и волонтери од 150 држави во светот, информираат од екоодборот на училиштето и координаторот Љубица Теодосиева. Сабота на споменикот на слободата во Кочани ќе се одржи уметнички и музички перформанс и арт фестивал. Млади уметници од Кочаник имаат можност да го искажат својот талент преку уметнички перформанс под отворено небо. Уметнички и музички перформанс со наслов Инарт фестивал ќе се одржи в сабота со почеток од 15 часот на споменикот на слободата во Кочани. Преку музика, уметност и дружба, млади талентирани уметници од Кочани ќе имаат можност да ги промовираат своите дела пред посетителите на настанот. Покрај изложбата ќе има и уметничка работилница каде ликовните уметници ќе сликаат различни мотиви на платно. Целта на проектот е промоција на локалните уметници од Кочани кои ќе имаат можност да го искажат својот талент преку уметнички перформанс под отворено небо. Овој настан представува одлична можност за дополнително промовирање на споменикот на слободата и негово повторно уметничко заживување. Уметничкиот фестивал е во организација на алумните на КЛАЕС со поддршка на Американскиот совет и Американската амбасада во Македонија. Влезот за фестивалот е бесплатен. На 17 септември камерниот состав Д Квартет ќе одржи джез концерт во Центарот за култура Бели Мугри. Настанот е дел од активностите за одбележување на јубилејот 50 години постоење на националната установа. По повод јубилејот 50 години постоење, Националната установа Центар за култура Бели Мугри Кочани продолжува со настани и активности. На 17 септември во 20 часот ќе се одржи джез концерт на камерниот состав Д Квартет, свита за флейта и джез пијано трио Клод Болинг. Квартетот, Д Квартет, е млад камерен состав, оформен во април 2017 година, но за кратко време од неговото оформување реализира повеќе концертни настапи со што ја покажа музичката зрелост и ентузијазмот на неговите членови за заедничко музичко творење. Членови на квартетот, Д Квартет се Билјана Петровска пијано, Марија Јакимовска флейта, Гоце Стевковски удирачки инструменти, Динко Стипаничев контрабас. Неговото оформување е резултат на желбата за изведба на свитата за флейта и джез пијано трио од Клауд Болинг, француски композитор нарекуван францускиот Гершвин. Концертот е закажан за 17 септември во салонот Фоје 1 на Центарот за култура Бели Мугри во 20 часот, а влезот е слободен. Голем црковно-народен собир и манастирска слава на храмот посветен на светиот Климент Охридски кај локалитетот Шарена Чешма ќе се организира в недела на 16 септември по повод одбележување на денот на неговото осветување. Ќе биде отслужена света божествена литургија со која ќе чиноначалствуваат свештеници од Кочанското архиерејско наместништво. За сите заинтересирани верници кои сакаат да бидат дел од собирот и славата, има организиран превоз што тргнува во 8 часот кај градскиот плоштад во Кочани. В недела на 16 септември се организира слава на манастирот Свети Климент Охридски во близина на локалитетот Шарена Чешма. Собирот е по повод одбележување на денот на неговото осветување, кога пред 3 години во присуство на голем број верници беше осветен овој манастир, посветен на патронот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, светиот Климент Охридски, ктиторско дело на господинот Благој Ситновски со неговото семејство. Со осветувањето беше одбележан и 70 годишниот јубилеј од одржувањето на првиот црковно народен собор во месец март 45 година во Скопје. И годинава по тој повод ќе се служи света божествена литургија во храмот, кој сведочи за нашето постоење и е впишан во редот на многуте храмови изградени во слава на Бога. По повод славата на манастирот ќе се служи и манастирски ручек, а има организирано и превоз за сите верници кои сакаат да бидат присутни на литургијата, со која ќе чиноначалствуваат свештеници од Брегалничката епархија. Автобусот тргнува во 8 часот наутро од градскиот плоштад во Кочани. Литургијата започнува во 9 часот. В недела на 16 септември ќе се изврши свечен и богоугоден чин на преосветување на црквата Свети Јован Крстител во Горни Подлог. Чинот на преосветување ќе го изврши митрополитот Брегалнички Иларион со повеќе свештенослужители од Брегалничката епархија.
Од црковниот одбор ги повикуваат сите верници на заедничка молитва и присуство на чинот. Преосветувањето започнува во 7:30, а литургијата во 8 часот. По светата литургија ќе се изврши чин на осветување на новата крстилница во истиот храм. Повеќе од 1000 пензионери со оро и песна го славеа својот национален ден 20 септември во природниот раскош на манастирот Свети Спас во село Драгобраште, Виничко. Дружба, смеење и размена на позитивни импулси како најсигурен природен регенератор во пролонгирањето на животниот век е мотото кое го научија и доста често го практикуваат македонските пензионери. Едва чекаат повод некој да ги организира и да тргнат во нов поход кон ново полнење на батериите. Манастирските средби им се секојаш добре дојдени, затоа што овде први духовно се полнат, а потоа и физички. Никој не име рамен кога ќе го заиграт најголемото оро. Токму таква беше и регионалната средба на манастирот Свети Спас, трета година поред домаќин е Сдруженијето на пензионери од Виница, а гости имаше и од други 13 општини. За мене се импресивни овие средби на зелено, овие пикници на зелено во природа. Знаете, ваквите средби се можност за повеќе пензионери да излезат од своите домови и да поминат пријатни мигови во природа. Затоа што на оние други активности, како што се спортските, културните, учествуваат повеќе оние кои што се директно ангажирани во тие активности, што не е случај со овие пензионерски средби на зелено. Затоа и понатаму Сојузот во соработка со Сдруженијата ќе ги поддржува овие средби во насока на активно живење на пензионерите и се разбира тоа несомнено значи и превенција во здравственото осигурување. Бројките се доволен доказ дека оваа локација со својот духовен шарм е одличен магнет за верниците од нашиот крај, но и од соседството. Виничките пензионери, кои на број се околу 2500, имаат неколку вакви средби во годината и посебно значење има ова средба кога се слави рамото на манастирот Свети Спас. Следува информацијата од спортот. Викендов започнуваат надпреварите од третата фудбалска лига Исток. Осогово, новата надпреварувачка сезона ќе ја отвори против тимот на Кежовица од Ново село Штип. Со мало задоцнување, конечно викендов ќе започнат надпреварите во третата фудбалска лига Исток. В недела на стадионот Никола Мантов во Кочани со почеток од 16 часот, играчите на Осогово ќе го одиграат првото коло од ова надпреварување против тимот на фудбалскиот клуб Кежовица од Ново село Штип. На останатите надпревари во првото коло од третата фудбалска лига Исток ќе се сретнат и тимовите на Малеш со Слога, Работник со Брегалница и Рудар со Овчеполе. И покрај тоа што сите тимови се уште ја немаат уплатено котизацијата за надпреварувањето, сепак одлучено е надпреварите во третата фудбалска лига да започнат викендов. Градскиот фудбалски клуб Осогово во текот на подготвителниот период се засили со 10 нови играчи. Исто така одиграа и 4 контролни надпревари каде постигнаа скоро 2 победи, 1 пораз и 1 нерешен дуел.
Почитувани, со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Имајте пријатен викенд. Довидување.